теоријата дека ако еден од родителите, што најчесто во нашите средини е мајката, седи дома и ги чува децата и со тоа нема трошоци за градинка, за бебиситер можеби, не се исти како придонесите или пак платата што би можела жената да ја носи дома. Така е, заради тоа што постојат се уште нема некоја проценка како да се присмета овој неплатен труд на жената, заради тоа што секој си носи нели различни квалификации и доколку да речеме една жена која што е со високо образование не работи, би била да речеме, би примала повеќе приходи доколку би работела, ако се спореди со да речеме некој кој што е со средно образование, кој што можеби би имал пониска плата, затоа не може баш точно да се присмета колку губи едно семејство кога жената не работи, затоа што носиме различни квалификации. Меѓутоа апсолутно губи минимум 30 до 50% од приходот кој што би го имал доколку жената би работела. И затоа се што препорачуваме ние не е да државата директно ги субвенционира, да речеме, жените или да се присмета тој неплатен труд, туку да се направат услови, да се создадат и да се градат градинки или пак да се направат други механизми каде што децата ќе можат да бидат згрижани, а жените ќе можат активно да се вработуваат и да учествуваат на пазарот на трудот, затоа што ние имавме случај не е само дека тие постојано не работеле, па одлучиле да ги чуваат децата, туку дел од жените кои што ни кажаа, например 36% е дека работеле, па кога имале деца, одлучиле да дадат отказ на работа и да не продолжат со работното место, зашто едноставно немал кој да им ги чува децата.